Иако сме на почетокот на годинава, влегуваме во третиот месец од 2016 година, а Битолска нискоградба веќе има склучено договори од околу над 40 милиони денари, финансии кои не се мали. Цела година обично работиме меѓу 55 до 65 милиони денари, огрото од тоа 90% за локалната самоуправа, останатите за други правни и физички лица. Значи, лани сме сработили 62-3 милиони, а веќе сега имаме договори за над 40 милиони и веќе дел ги реализираме. Како еден поголем проект што веќе го реализиравме во почетокот на годината, токму заради тоа што времето дозволува, не сме во зимски услови, се направени 5 пропусти на железничката пруга. Знаете дека железничката пруга се реконструира, тоа е една голем зафат од владата и на радост на сите нас како битолчани. Ќе добие повторно железничка врска со Солун пред се со пристаништето. Исто тоа е за стопанствениците голем проект и за нашата зона, се разбира. Ова ќе значи повлекување на нови инвестиции, вели Крстевски, и сега е моментот, додава тој, неопходно да се направат пропустите за каналскиот систем кај новата пруга. Години уназад или стотици години не беше реконструирана железницата и сега треба да се направат и да се предвидат тие пропусти каде што врви нашите канализациони системи за воидина да може да бидат приклучени сите населени места должи патот до границата со Република Грција, значи селото и делот околу, не знам, можеби 10-12 села. Дел од селата долж границата немаат канализација воопшто и истите проекти во овие населени места ќе бидат насочени кон изградба на канализации, за потоа преку пропустите истите да бидат спроведени до колекторската пречистителна станица, голем проект на кој годинава нискоградба ќе работи.